Втората половина на 19. век представува еден од најсудбоносните и најбурни периоди од историјата на Балканскиот полуостров. Крупните воени и политички настани што се случија во тој период беа од изворедно значење и за Македонија, бидејќи тие настани ја детерминираа нејзината судбина во следните неколку децении. Тој е периодот кога започнал и се позасилен политички интерес на тогашните моќни европски држави за европскиот дел на Османлиската империја. Поради тоа, во неколку македонски градови, започнувајќи од 1851 година, започнале да се отвораат конзуларни представништва и да пристигнуваат првите европски конзули. Во исто време, во Османлиската држава во сите сфери од животот се одвивале така наречени танзиматски реформи, започнати со султанскиот декрет познат под името Ѓулхански хатишериф, издаден во 1839 година. Во овој декрет најважна одредба била изедначувањето на правата на немуслиманите со муслиманите и нивен еднаков статус и третман пред законите. На тој начин, традиционалното и конзервативно османлиско општество постепено започнало да се трансформира, усвојувајќи многу правни, воени, економски и административни норми и закони кои биле карактеристични и важеле во западните општества. Тие реформи за прв пат допреле и до обичниот човек во провинциите и започнале да влијаат врз неговиот секојдневен живот и врз неговата перцепција на својата позиција во општеството. Токму тие длабоки промени, посебно во правниот статус на немуслиманите во Османлиската држава, биле еден од главните сегменти кои внимателно биле следени од страна на конзуларните представници во македонските градови и за кои редовно биле испраќани извештаи до амбасадорите во Истанбул. Една од најактивната конзуларна мрежа на територијата на Македонија била мрежата на Велика Британија. Конзуларната мрежа на Велика Британија во Македонија е воспоставена некаде од крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, кога за прв пат се назначува конзул во Солун. Подоцна таа конзуларна мрежа се проширува и во други градови во внатрешноста на Македонија, како што се Битола, Скопје, Драма, Серес. Меѓутоа, Битола и Скопје остануваат места во кои со мали прекини постојано има конзуларни представници на Велика Британија или нивни заменици. Тие конзуларни представници праќаат извештаи до генералниот конзул во Солун на Британија, кој потоа го известува амбасадорот во Истанбул, а овој потоа известува владата во Лондон. Таа имала свој генерален конзул во Солун уште од 1797 година, а започнувајќи од 1851 година во другите поголеми македонски градови, како што биле Битола, Скопје, Серес, Драма, постојано или повремено имала своји конзули или вице-конзули. Тие своите извештаи ги доставувале до генералниот конзул во Солун, кој бил во постојана врска со британскиот амбасадор во Истанбул, до кого ги доставувал овие извештаи проследени со негови коментари, а овој потоа во сублимирана форма го информирал Министерството за надворешни работи во Лондон за сите настани на територијата што ја покривале конзулите. Токму врз база на тие информации, Велика Британија ја осмислувала и ја водела својата надворешна политика во однос на народите на Балканскиот полуостров. Деталните конзуларни извештаи, полни со информации и сериозни анализи, покажуваат дека Велика Британија посветувала огромно внимание на настаните на Балканот. Не постои сфера од политичкиот, економскиот, верскиот и од секојдневниот живот на која овие извештаи не и посветуваат внимание. Затоа, колку британските дипломати биле професионални и сериозни во својата работа, сведочи и еден циркулар преку кој може да се согледа целокупната состојба во Македонија во однос на промените што се случувале во османлиското општество во тоа време, а посебно на промената на социјално-економскиот и правниот статус на христијаните кои живееле на територијата на Битолскиот и Скопскиот вилает. Извештаите на британските конзули и вице-конзули во македонските градови представуваат
едно од најверодостојното сведоштво за историјата, за политиката и на тие држави кон Османлиската империја, меѓутоа и за ситуацијата на самата територија, во самите градови во кои се наоѓале тие конзуларни представници. Еден таков извештај постои од 1860 година, во која британските вице-конзули Ричард Абот во Битола и Џон Бланд во Скопје одговараат на 24 прашања испратени од Foreign Office од Лондон. На 11 јуни 1860 година, британскиот амбасадор во Истанбул, сер Хенри Булвер, упатил циркулар до сите британски конзули во османлиските територии со прашање за положбата на христијаните во Османлиската империја. Тој циркулар содржал 24 прашања од сите области од животот на христијаните, од нивната верска и економска положба на територијата на која се простирала јурисдикцијата на соодветниот конзул, до прашањето за земање странски пасоши од страна на османлиските поданици. Тој прашалник представува изворедна анализа за општествено-политичката ситуација во Македонија во тоа време. Со оглед на тоа што тие конзули имали малку поширока јурисдикција која излегувала од териториите на денешна Македонија, например, навлегуваат и на териториите на денешна Бугарија, Србија, Албанија, значи таа анализа на таа ситуација општествено-политичка може да биде прифатена како анализа за целиот Балкански полуостров. На овие прашања, конзулите или вице-конзулите биле должни да одговорат и да ги образложат своите одговори со соодветни примери за односниот проблем засегнат во прашањето. При тоа внимавајќи да не излезат надвор од територијата на нивната конзуларна јурисдикција. На овој циркулар одговориле и британските вице-конзули кои во тоа време престојувале во Битола и во Скопје. Нивните одговори на поставените прашања од циркуларот ја отсликуваат ситуацијата на територијата за која тие биле надлежни и всушност го представуваат интересот на британската политика во однос на целиот Балкански полуостров. Прв своите одговори на прашањата од циркуларот ги испратил британскиот заменик конзул во Битола, Ричард Абот, и тоа на 9 јули 1860 година. Неколку дена подоцна, односно на 14 јули, тоа го сторил и Џон Бланд, вице-конзул во Скопје. Имајќи го предвид фактот дека тогашниот битолски ејалет се состоел од санџаците Битола, Охрид и Корча, кои опфаќале голем дел од територијата на Македонија и помал на Албанија, а скопскиот од санџаците Скопје, Приштина и Призрен. Но во јурисдикцијата на скопскиот вице-конзул, според неговите зборови, влегувале многу пошироки области кои достигнувале дури до Ниш и Софија. Тогаш може да се прифати оценката дека извештаите на овие дипломатски представници се однесуваат на најголем дел од христијанското население на Балканот, кое во тоа време се уште било под османлиска доминација. Фокусот на прашањата во споменатиот циркулар биле насочени директно кон статусот на христијанското население во споменатите територии. Споредбата на одговорите на двајцата дипломати на исти прашања изнесуваат на површина известни разлики во статусот на христијаните на двата ејалета, или пак во нивната перцепција на проблемите со кои се соочувале. Но исто така, дел од тие одговори за одредени проблеми се совпаѓаат меѓусебно. Инаку, овој циркулар бил испратен 4 години по објавувањето на познатиот ферман за реформи од 1856 година, со кој Високата порта повторно се обврзувала со обврските преземени со Ѓулханскиот хатишериф за изедначување на политичкиот статус на сите османлиски поданици и нивно вклучување во административната и воената структура на државата. Интересни се забелешките, например, за тоа дали христијаните сакаат да служат војска во османлиската армија.
со законот од 1856 година на христијаните им е дозволено тоа. Меѓутоа, никој од христијаните не го прифаќа тоа и христијанската заедница плаќа данок, кој се вика замена за војска, затоа што служењето војска во тоа време во Османлиската империја било навистина тешко. Воениот рок траел 7 години и отсуството на работната рака од полето 7 години доведувало до осиромашување на семејството. Поради тоа во Битола Ричард Табор пишува дека христијанското население е побогато од муслиманското селско население токму затоа што муслиманското население има недостаток од работна рака. Целата работна силна рака се наоѓа во војска. Во однос на трговијата, например, овие конзули дават информации дека трговијата се повеќе ја земат во раце христијаните. И тоа е факт кој може да се потврди од други извори. Имаме бројни семејства во многу градови во Македонија кои стануваат многу богати, кои започнуваат да отвараат своји представништва во Будимпешта, во Виена, во Лајпциг. За разлика од Ричард Абот, за животот на христијаните и на муслиманите во Македонија, запазувањата на англискиот дипломат Џон Елија Блант биле нешто поразлични. Според него, во некои села христијаните и муслиманите биле подеднакво богати, а во некои христијаните биле побогати од муслиманите. Причина за тоа бил фактот што христијанските села се наоѓале во рамничарските делови, а муслиманските во планинските, поради што првите биле и во предност. Како втора причина, тој го наведува повеќегодишното служење војска од страна на муслиманите, што предизвикувало недостаток на работна рака кај муслиманските семејства, поради што тие били и посиромашни. Првите поинтересни прашања од циркуларот се однесуваат на економската положба на христијаните и нивната рамноправност со муслиманите во однос на поседувањето имот и занимавање со трговија. И двајцата дипломати биле кратки и речиси идентични во своите одговори дека муслиманите во поголем број се сопственици на земја во селата, додека христијаните повеќе се ангажирани во трговијата во градовите и дека тие можат да поседуваат имоти под исти услови како и муслиманите. На прашањето дали христијанските селани во христијанските села се еднакво богати како и муслиманските, битолскиот заменик конзул одговорил дека муслиманите, поради тоа што поседуваат земја, се побогати и дека како земјопоседници ги најмуваат христијаните да работат за нив. При тоа, на изнајмените работници како аванс за работата, им давале повеќе пари отколку што овие можеле да вратат, и тоа со висока камата. На тој начин, христијанските работници се заплеткувале во мрежата на кредиторите и не можејќи да го вратат долгот, на крајот најчесто биле принудувани да им ја продадат својата земја и потоа цел живот да работат за нив. Од друга страна, според заменик конзулот, муслиманите тоа го правеле со цел да ја откупат сета земја од рацете на христијаните. За разлика од него, британскиот представник во Скопје дава малку поразличен одговор. Според него, во некои села, христијаните и муслиманите биле еднакво богати, па дури првите биле побогати од вторите. Една од причините за тоа бил фактот што христијанските села се наоѓале во рамничарските делови, а муслиманските во планинските, поради што првите биле во предност. Како втора причина, тој го наведува повеќегодишното служење војска од страна на муслиманите, што предизвикувало недостаток на работна рака кај муслиманските семејства, поради што тие биле посиромашни. Од друга страна пак, христијанското население страдало од други тешкотии при работата на поле, како што била забраната да носат оружје и да се бранат од бројните разбојнички банди, наметнувањето на поголеми такси и притисоците од даночниците. А како посебно тешка обврска, дипломатот ги наведува изнудувањата од страна на грчкото свештенство и митрополитите, кои целосно паѓале на товар на христијаните.
Однесувањето на свештенството било своеволно, со примена на свирепи казни и дисциплински мерки, како ставање во окови на непослушните поданици. Во контекст на ова, било и прашањето дали изворот на жалбите на христијаните е односот на властите кон нив. Интересен е одговорот на Џон Блант, кој наведува дека во Скопскиот еалет, како локалните власти, така и свештенството и митрополитите, подеднакво се виновни за жалбите. Главниот притисок на селаните доаѓал од наметнувањето давачки и во поголем број случаи христијанските трговци и чорбаджии, а многу често и свештенството, безмилосно извлекувале полза за себе од сето тоа. Според овој извештај, од правен аспект положбата на христијаните се уште не била рамноправна со онаа на муслиманите. Во Битолскиот еалет, како сведоци, христијаните можеле да се појавуваат само во истражниот суд, каде од нив било барано да се заколнуваат, што не било случај со муслиманите. Но, повикувањето на сведок христијанин во овој суд од самите христијани кои учествувале во парница било вистинска реткост. Во Скопскиот еалет пак не било дозволено сведочење на христијани во парница во која една од странките била муслиман, а другата немуслиман. Такви сведочења биле дозволени само во случаите кога и двете странки биле немуслимани. Но и покрај тоа, и двајцата дипломати се сложуваат во констатацијата дека сегашната состојба на христијаните била многу поповолна отколку пред 15-20 години. Во тоа посебно дециден е скопскиот вице-конзул кој пишува дека насекаде има знаци дека турците, особено по високите класи, го губат тлото во однос на населението, трговијата и земјоделството, што било сосема спротивно со христијаните. Речиси, во секој град, цели улици, па дури и цели квартови, преминувале во рацете на последните. Било укинато и мачењето, кое пред 10 години масовно било применувано. А забраната да се градат цркви, а доколку се дозволи изградба, тогаш нивната врата да не биде повисока од 4 стапки, односно 122 сантиметри, веќе била мината. Исто така, била напуштена и праксата да не се пуши и јава конј во присуство на некој турчин, работи кои се сметале за навреда на турците. Во последните 5 години, односно од војната со Русија, Кримската војна во 1853 до 1856, еден од очигледните знаци на подобрување било и градењето на убави куќи од страна на христијаните во градовите. Тие биле покомфорни, поцврсто изградени и многу подобро уредени, што представувал еден од најсигурните знаци за благосостојба и напредокот на тоа население. Во однос на проблемите поврзани со армијата, поставено е прашањето дали христијанското население би сакало да служи во османлиската армија, наместо да плаќа данок со кое се ослободува од таквата обврска. И двајцата вице-конзули одговориле дека поголемиот дел од селското население, со исклучок на свештенството и богатата христијанска елита, би сакале да служат во армијата, но под услов да бидат организирани во посебни единици и да им биде овозможено да напредуваат во воената хиерархија, како што им е овозможено на муслиманите. Посебен интерес во циркуларот им е посветен на религијата и црквите. 3 прашања бараат одговор на тоа дали христијаните имаат тешкоти при градењето цркви или при извршувањето на црковните обреди. Дали во случаите на притисок врз христијанското население, тоа е резултат на верски фанатизам од страна на муслиманите и дали прогонот на протестантите го вршат муслиманите или христијаните. Во одговорите е наведено дека христијаните немаат никакви пречки за градење цркви и за извршување обреди, освен тоа што требало да се плаќа 3000 гроша за издавање ферман, со кој се добивало дозвола за градба и што не било дозволувано да се поставува камбани на црквите. Доколку имало некои проблеми, тие најчесто доаѓале од локалната власт и од локалното муслиманско население. Но по Кримската војна,
Благодарение на наредбите издадени од централната власт, многу од тие проблеми биле отстранети. Вице-конзулот Џон Блант констатира дека не постои друга земја каде што на подчинетите слоеви им е дозволено да ги практикуваат своите религиозни обичаи и да ги слават своите празници до тој степен и со таква помпа како што се прави тоа во Турција. За прогонот на протестантското население и двајцата дипломати одговараат дека нема протестанти во нивните ејалети кои се поданици на султанот, но битолскиот заменик конзул додава дека доколку би имало, тогаш прогонувањето би дошло од страна на христијаните, од чија црква протестантите се одвоени, а не од страна на муслиманите или на власта. Во однос на учеството на христијаните во локалните власти, односно во општинските совети формирани во рамките на реформите во административната управа, и двајцата конзули речиси идентично одговараат дека на христијаните им е дозволен пристап по советите, но дека тоа е чиста формалност, бидејќи ним не им е дозволено да имаат различно мислење од членовите муслимани. И двајцата констатираат дека со оглед на тоа што главни членови на советите се беговите, кои имале огромно влијание во заедницата, овие совети главно биле пречка во спроведувањето на праведното владење. Ричард Абот додава дека некои бегови биле толку моќни, што дури иако во Битола биде назначен паша кој сака да спроведе добра управа, тој е немоќен пред овие бегови кои имат големи лични интереси и ги штитат криминалот и корупцијата. Според вице-конзулите, доколку се сака да се подобри работата на тие совети, тогаш гувернерите на провинциите треба да имаат повеќе моќ и одговорност, а христијанскиот елемент повеќе да биде вклучен во советите. Многу интересни податоци дава овој извештај за односите меѓу муслиманите и христијаните, односно дали се уште државата го поддржува насилното прифаќање, односно исламизирањето на христијаните. И тука и двајцата конзули се категорични дека такво нешто веќе не постои, дека државата строго го забранува тоа, османлиската држава, бидејќи притисокот од западните држави против таа пракса е се посилен и само нанесува штета на самата држава, иако се наведуваат неколку примери во кои одредени мокници по некои села, бегови кои имаат големи чифлици, се обидуваат тоа да го направат, меѓутоа сите тие случаи се решени позитивно, односно се вратени, станува збор за малолетни лица кои се вратени на своите семејства. Од тој аспект британските вице-конзули точно ги информираат за оние моменти од животот на територијата на Македонија кои влијаат врз и политиката на западните сили врз Османлиската империја, меѓутоа и кои влијаат на меѓусебните односи на христијаните и на муслиманите на терен. Поради тоа, не само овој извештај на британските конзули, и сите останати извештаи од поранешниот период и подоцнежниот период на британската конзуларна мрежа во Македонија се извор кој представува можеби највисоко ниво на тоа дипломатско информирање за положбата на населението во Македонија, меѓутоа и за статутот на Македонија во политиката на Велика Британија. Посебно интересни се одговорите на прашањата за тоа дали се уште има случаи на исламизација на христијаните, дали тоа се прави со сила, а во однос на преобратување на женски лица, дали тоа е резултат на верско убедување, изразена од едната или од другата страна, или тоа е од материјални причини. Битолскиот заменик конзул одговорил дека од неговото пристигнување во Битола тој немал случај на насилна исламизација. Пашата во Битола бил против секакво менување на верата и затоа тој секое лице што сакало да ја смени верата му го препуштал на грчкиот митрополит и му дозволувал да може самиот да реши дали во некој погоден момент ќе си ја смени верата.
Тој го практикувал тоа и покрај везирскиот циркулар кој бил доставен до пашите, со кој им се наредувало конвертитите да ги ставаат под контрола во нивните конаци, се до моментот кога тие ќе се изјаснат за или против мухамеданската вера. Зборувајќи за менувањето вера на женските лица, тој наведува дека доколку има такви случаи, тоа најчесто не е поради религиозно убедување, туку дека тоа се врши од материјални побуди и причини и избавување од тешките услови на живење. Опширен во својот одговор на ова прашање е и Џон Блант, кој одговара дека и тој не забележал такви случаи на менување вера под притисок. Сепак, тој опишува еден настан поврзан со некој бег од Скопје, кој сосила држал во својата куќа некое христијанско сираче, чии родители умреле додека работеле кај него. Бидејќи бегот сакал да го преобрати момчето, тоа побегнало кај конзулот и побарало помош. Откако пашата на јајалетот бил известен за случајот, наредил момчето да не биде вознемирувано, а бегот бил строго укорен. На крајот од циркуларот е прашањето дали османлиските поданици имаат пракса да земаат странски пасоши, а како подпрашање е наведено дали најчесто се набавуваат пасоши од Грција, кои потоа се заменуваат со руски. Британскиот заменик конзул во Битола одговорил дека грчките власти биле многу великодушни со своите пасоши, но грчкиот конзул во Битола не го следел системот на неговите колеги од другите места. Што се однесува до руските пасоши, во битолскиот ејалет, според сознанијата на заменик конзулот, немало лице кое поседувало таков пасош. Но тој потенцира дека такви случаи имало во соседните провинции Едрене и Пловдив. Скопскиот вице-конзул Џон Блант навел дека само неколку османлиски поданици родом од Скопскиот ејалет поседувале странски пасоши и во повеќето случаи прво се добивале грчки пасоши, а потоа тие се заменувале со руски. Интересно е тоа што во циркуларот упатен до вице-конзулот во Скопје постои прашање кое го нема во циркуларот упатен до Битола и кое се однесува на активностите на странските емисари во Румелија и нивните активности во обидите да предизвикаат раздор и нетрпение меѓу различните заедници и општествени слоеви. Тоа е прашање на кое заменик конзулот Ричард Абот во својот одговор му одвоил најголем простор. Наречи си 2 страници, тој ги опишува активностите и ги наведува имињата на лицата кои дејствувале во корист на различни држави. Според него, странските емисари главно биле составени од руси, срби и австрици. Првите претежно дејствувале во Бугарија, а вторите во Северна Албанија. Едните проповедале панславизам, а другите славизам, но сите биле инволвирани во предизвикување незадоволство меѓу населението. Во тие 24 прашања точно е отсликана моменталната ситуација на територијата на Македонија во однос на пример на бројноста на муслиманското и христијанското население. Потоа во однос на богатството на христијанското и на муслиманското население, во однос на застапеноста на муслиманското и христијанското население во органите на власта на државата. Потоа во однос на влијанието, например, на Русија на овие простори. Вице-конзулите даваат податоци за тоа колку, например, пасоши се издадени на граѓани на Османлиската империја, руски пасоши на граѓани на Османлиската империја, односно жители на Скопје и на Битола. Колку потоа грчки пасоши се издадени. На тој начин овие вице-конзули испраќаат информации до својата влада за тоа колку влијанието на Русија или на Грција на овие простори е силно во тоа време. Австрија претежно ги користела пензионираните воени службеници и со помош на Римо-католичкото свештенство ги подметнувала овие службеници во локалните училишта како учители. Училиштата во Призрен, Пеќ, Приштина и Нови Пазар биле под раководство на такви учители. Активноста на австриските емисари постепено се проширувала и на албанците муслимани и во тоа таа имала извесен успех.
Како главен австријски активист во тоа време, тој го споменува господин Нешовиќ, поранешен учител во Велес, кој се представувал и како австријски конзул. Потоа Џон Блант се префрла на руското дејствување на Балканот. Тој објаснува дека политичкото образование на христијаните во Бугарија го водат руски учители под раководство на Најден Геров, руски конзул во Пловдив. Преку него од Русија до свештенството на многу градови на Балканот, меѓу кои и Штип и Скопје, Велес, биле испраќани разни подароци. Во последните месеци бројот и вредноста на овие подароци значително се зголемиле, а во некои случаи биле ангажирани и руски службеници со цел да се пренесат до определена дестинација. Например, од страна на рускиот конзул во Пловдив преку неговиот агент, тамошен учител, скапоцени подароци биле испратени до црквата и манастирите во Скопје. Заменик конзулот се осврнува и на случувањата околу Јордан Хаджи Константинов Джинот и неговото отпуштање од работа како учител во Скопје, поради тоа што бил сметан за таен агент на панславизмот. Неговото повторно вработување во Прилеп исто така предизвикало непријателство меѓу грчкиот митрополит и христијанската заедница во градот. Постојат уште неколку прашања во циркуларот на кои следуваат одговори од двајцата британски представници во Битола и Скопје, во кои тие опишуваат ситуацијата на христијаните на територијата што била под нивна юрисдикција. Во дел од нив, тие нудат и своји размислувања и сугестии за решавање на некои проблеми во провинциите. Тоа се проблеми видени со очите на двајца британски дипломатски представници, кои често пишуваат за одредени настани за кои разбрале од своите информатори во внатрешноста. Но сепак, не треба да се занемари фактот дека тие биле присутни во центрите на ејалетите и дека можеле да имаат увид во најважните и најзначајните проблеми со кои се соочувале различните заедници на Балканскиот полуостров. Нивните извештаи кои ги допираат суштинските проблеми со кои се соочувало обичното население во најразлични сфери од својот секојдневен живот, точно ги одразуваат тешкотиите при спроведувањето на реформите и промените што се случувале во порите на османлиското општество по објавувањето на Хатишерифот од 1839 година и на Хати Хумајунот од 1856 година. Очигледно е дека напорите што ги правела високата порта за трансформација на традиционалното и конзервативно османлиско општество ги давала првите резултати. Но исто така, очигледно е и дека тие реформи во така наречениот најдолг век од нејзиното постоење оделе многу бавно и наидувале на многу пречки од најконзервативните локални моќници кои не сакале да ги изгубат своите позиции и својот статус во општеството. Во секој случај, тоа е периодот кога благодарение на реформите и промените во државата започнува да се формира еден поброен и побогат слој на трговци и занаетчии од христијанската заедница во македонските градови, кој нешто подоцна ќе се вклучи и во политичкиот живот и кој ќе бара остварување на своите национални, економски и политички интереси.